Зоран Бајовски е кандидат на ВМРО ДПМН за градоначалник на општина Чучер Сандево. По првиот изборен круг, разликата помеѓу двајцата најдобри во оваа општина е само околу 60 гласови. Бајовски е уверен дека тој ќе добие довербата на жителите на Чучер Сандево за да ја води општината. Има завршено виша школа за радиолошки технолози и е директор на Агенцијата за радиолошка сигурност. Бил претходно и советник во општината. Роден е во 1983 година, татко е на 3 деца и како што вели тие биле главен мотив да се кандидира за градоначалник, бидејќи сака да им обезбеди подобри услови за живот. Како што објасни, досега општината не се ангажирала за соработката со централната власт и реализирање на разни проекти, што тој ќе го промени тоа кога ќе стане градоначалник. Очекувавте ли дека ќе победите во првиот круг на избориве или сте малку разочарани, бидејќи разликата е многу мала? Сите анализи и анкети што ги правевме од терен, бидејќи посетивме многу семејства, околу 1200 домаќинства, ги посетивме во текот на кампањата. Очекуван е резултатот да биде тесна разлика, иако е околу 50 на гласа минус, мислам дека тоа е достижна разлика, бидејќи имаме неизлезени гласачи, имаме друга структура од гласачи, така да не сум разочаран и изненаден од резултатот, напротив, очекувам доколку водев и јас немаше да биде поголема разлика од 50. Тука бевме цело време во тој круг на наши гласачи. Одгласот на гласачиве беше доста голем во Чучер Сандево. Дали планирате нешто посебно да ги мотивирате за да излезат во уште поголем број во вториот круг? Мотив плюс е мојата програма и мојата работа која што ја објаснив на жителите на Чучер Сандево, дека конечно Чучер Сандево треба да стане помодерна, поурбана општина. Кога зборам за модерна и урбана општина, не зборувам за дека во Чучер Сандево ќе се градат згради или такви објекти. Сакам да биде планско градење, точно да се знае кај ќе се гради и што ќе се гради, каква вода ќе има таму, каква канализација ќе има, бидејќи досега непланското градење, тоа неможноста за планско градење, бидејќи во Чучер Сандево има општак за градење, немаме ние ниту еден дуп на територијата на Чучер Сандево, овозможува да имаме проблеми со водоснабдување во одредени региони и проблем со канализација, неможност да се изгради канализациона мрежа за фекална канализација, бидејќи не дозволуваат теренските услови. Во тој дел треба да размислуваме за попланско градење, за развивање на селата во друг правец, да станат модерни села, кои бидејќи сме само на 11 километри до 15 од градот Скопје и сме најпосекувана општина за живење моментално во Скопје, имаме тоа што го немаат другите општини, мора да го искористиме тој потенцијал. Обично пред вториот круг сите зборува дека ќе се прават некои коалиции, дека гласачиве што гласеле за еден ќе гласаат за друг. Дали имате вие план нешто такво? Јас сум кандидат од ВМРО ДПМН и коалицијата. Има повеќе коалициони партнери внатрешни во коалицијата и надворешни од владината коалиција. Во внатрешната коалиција сме заедно со Демократската партија на србите во Македонија, со Српска напредна странка во Македонија, со Социјалистичката партија на територија на Чучер Сандево, а надворешно имаме соработка со Знам партијата и со, бидејќи Знам има веќе еден советник во првиот круг освоено, и со Влен како владина коалиција, и во тој дел имаме одлична комуникација деновиве, така да мислам дека ќе го подобриме резултатот на крајниот исход. Во тој дел за коалиција, да, во другиот дел има дел ќе ги бараме и неизлезените гласачи да излезат да гласат. Дали имате адут, некој посебен адут за вториот круг на изборите? Адутот на кандидатот, причината за која што се кандидирав е тоа што сум повеќе години во локалната политика, но не директно како кандидат, не директно во општината. Јас доаѓам од сосема друга фела, доаѓам од медицинската фела во приватниот живот, но предизвик ми беше општината, бидејќи сакам да ги сменам работите. Адутот е искреноста и честноста и менување на принципот на работа во Чучер Сандево. Не може да биде како до сега. Не може да има привилегирани луѓе, привилегирани
фирми. Чучер Сандево е подеднакво на сите и сите заслужуваме исти третман од општината. Тоа е мојот адот. Ќе ја понудам општината да функционира за сите граѓани подеднакво, без разлика од која вера и од која нација доаѓа. Меѓу Чучер Сандево е составена грото од 3 националности, да речеме, македонци, албанци и срби. Сите заслужуваат подеднаков третман во оваа општина, бидејќи тука сме со векови, заедно живееме и сите заслужуваме исти третман. Еден од основните проблеми во градот и во сите општини во Скопје е нехигиената. Како мислите вие да се справите со тие проблеми доколку ги има и кај вас? Во последниве неколку месеци имаме и ние проблем со нехигиената во Чучер Сандево. Ние не сме под Скопското комунално претпријатие, имаме собствено јавно комунално претпријатие со кое што раководи со водоводот, канализацијата и со собирање на ѓубрето. Во последниве неколку месеци се доцни многу, може да поминете и да видите дека сме со многу расфрвано ѓубре. Има погрешен пристап на комуналното претпријатие во целокупното раководење. Јас во мојата програма јасно напишав и кажувам сегде дека ќе мора да се смени принципот на функционирање, финансирање и преструктурирање на комуналното претпријатие. Се со цел да останеме чиста општина. Главен адут на нашава општина е чистотата, еколошки чиста, чист воздух, за нешто што го нема во скопските општини, кај нас го имаме тоа, но мора на тоа да работиме. Ние со таа политика на комуналното претпријатие и на општината, денеска на територија на Чучер Сандево имаме повеќе од 30 диви депони. Не грижата за јавната хигиена, немаме исчистено ниту една улица. Улиците ни се стеснети од гранки кои што го загрозуваат сообраќајот. Безбедноста во сообраќајот се загрозува од стеснување на улиците. Во тој дел имаме јасен план, јасна стратегија како треба да функционира комуналното претпријатие преку преструктурирање и нов начин на менаџирање на комуналното претпријатие. Обично во секоја општина е битен тој дух, меѓутоа, односно акт за градење. Какви се вашите планови за цртање, доцртување? Како планирате, во кој правец да се развива општината? Урбанистички не сме да биде пренаселена општина. Ние имаме територија поголема од многу скопски општини. Пример, имаме локални патишта дупло поголеми од 5 пати поголема општина во Чучер Сандево. Не е фер да ја спомнам која. А имаме помал буџет за одржување на тие патишта. Ние имаме 14 села кои што се расфрвани во дел од 40 километри распон. И во тој дел мора да размислуваме за подобрување на инфраструктура во делот на поврзување со населените места во Чучер Сандево и за тоа кажав на почетокот мора да имаме јасен план каде може да се гради и што може да се гради за да може општината да ги пружи сите комунални услуги од тип на вода, канализација. Веќе ако се гради неплански, општината ќе не може да стави канализација во тој дел. Ќе биде криво општината, ќе не може да се стави вода. Значи мора во тој дел и со индустријските објекти и со угостителските објекти треба да се внимава кај се гради, што се гради. Дали имате во план нешто конкретно да направите, може би и свое јавно претпријатие за да го подобрите животот на граѓаните во општината? Во делот на општина Чучер Сандево од јавните претпријатија ние се обслужуваме од градот Скопје. Пример, јавното сообраќајно претпријатие имаме јавен превоз преку градот Скопје. Имаме разговарано со кандидатот за Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Орце Ѓорѓиевски за да се подобри. Сега немаме автобуси, значи мора да се подобри. Имаме, ама тие се на разредени поради целата политика што е опфатена во јавното сообраќајно претпријатие. И во тој дел имаме план како да ја подобриме комуникацијата со градот со јавен превоз. Во делот на противпожарна заштита, кој што е исто така под градот Скопје, ние како општина имаме право да формираме, мене ми е во програмата опишано тоа како доброволно противпожарно друштво, и веќе имаме договорени 3 противпожарни теренски возила за брзо интервенирање дур дојде пожарна од Скопје. Ние нема да имаме посебно противпожарно претпријатие, но ќе имаме комуникација со противпожарната заштита, се со цел да брзо се интервенира и да не доаѓа до големи пожари, особено во летните периоди. Децата се нашата најголема радост. Дали и вашата општина и вие планирате да ги
имате тие субвенции како во другите општини за новороденчиња, првооделенци, за талентирани спортисти и ученици. Јас за среќа со гордост ке кажам, општина Чучер Сандево е општина што има наталитет. Имаме зголемување на број на првачиња, за разлика имаме пораст на број на жители од минатите избори до сега кога ги гледаме по број на гласачи. Имаме околу 1500 и нешто млади гласачи од 18 до 28 години што ни дава за право да бидеме во делот на млади општини, не сме стари општини, но тоа сепак ќе кажам го возможува делот што сме блиску до градот Скопје. За новороденчиња не, но за децата на територија на Чучер Сандево, бидејќи до сега нема стипендии за најдобри ученици, најдобри спортисти, општината ќе биде и во тој дел за дечињата да се стипендираат сите награди на државно ниво во делот на образованието, за државно и меѓународно ниво во делот на спортот. Предвидувам да биде секое дете да има летен одмор. За сега има социјално ранливи семејства кои што не може да ги испратат дечињата на годишен одмор. Тоа го предвидуваме уште од оваа година, тоест од 2026 година. Секое дете во Чучер Сандево социјално ранливо семејство ќе добие летен годишен одмор платен од општината преку основните училишта, бидејќи единствен механизам не се основните училишта. Треба да се подобрат некои услови во основните училишта и начинот на образование, иако општината нема влијание на програмата на образование. Тоа е дефинирано преку Министерство за образование. Дали во општината се средени сите комунални работи или имате обврска и на тоа поле да работите доколку ви изберат за градоначелник? Во делот на водовод покриени се повеќе од 90% населени места со водоводна мрежа. Имаме проблем преку летото со вода, бидејќи сушата си го прави своето, размислуваме за подобрување на изворите, изнаоѓање на алтернативни извори за вода, за да не доаѓаме до рестрикции во летните периоди, бидејќи ако го зголемуваме бројот на жители, мора да мислиме и за зголемување на водата. Тоа иде заедно тие работи. Не може ти да дозволиш да се најде да немаш вода. Во тој дел размислуваме. Во делот со канализација, најголем проблем е во делот на Кучевачка бара, таму нема фекална канализација, ако има преку 1200-300 куќи кои што живеат во Кучевачка бара. Владата одобри околу 45 милиони денари за пречистителна станица на реката Севара, обезбедени преку унгарскиот кредит. Во вториот повик, мора да напоменам дека во првиот повик општина Чучер Сандево не учествуваше со проекти и не доби средства од првиот повик. Во вториот доби околу 1.235.000 евра, околу 45 милиони денари за пречистителна станица, остатокот е за изградба на културен дом во Сандево, културен дом Сандево преку Министерството за култура. Но најголема проблем што треба да се реши е примарната и секундарната мрежа во Кучевачка бара, Белкамен и Расадник, дел од Расадник. 13 километри во Кучевачка бара примарна и секундарна мрежа. И таа инвестиција мора да се реализира заедно со владата преку ресорните министерства. Веќе општина Чучер Сандево како самостојна општина нема финансии за да го изведе тоа. Во останатите села има краци на секундарна мрежа кои што ќе бидат опфатени во село Глуво, во село Чучер, во Сандево има делови кои што не се опфатени со фекална канализација, но тие се многу мали во споредба со оваа 13 километри, тие ќе се реализираат преку средства, собствени средства од општината во Кучевиште. Има еден голем крак од километар Кучевиште Побожје, во тој дел исто така е предвидено да се направи канализациона мрежа. Ви кажав, Глуво, Чучер, Сандево во тие дел. Зошто треба граѓаните својот глас во вториот круг да го дадат токму на вас? Мислам дека конечно Чучер Сандево треба да се приклучи во делот на останатите општини, да имаме убави примери од функционирање на
други општини. Чучер Сандево за мене е најубаво место за живење и целиот свој живот го посветувам на работа во Чучер Сандево. Немам имот во ниедна друга општина, ниту стан, нити еден квадрат земја, све ми е на територија, целата инвестиција што ја инвестираме на територија на Чучер Сандево и затоа сметам дека треба да ја искористиме оваа шанса заедно со владата, со централната власт, да конечно Чучер Сандево ги добие основните потреби за да стане модерна и урбана општина. Кога збориме, нас ни фалат фини нешта, пример дневен центар за пензионери предвидувам, кај што ќе може пензионерите секој ден да си имаат комуникација. Предвидуваме дневен центар за деца со попреченост. За жал и ќе имаме такви деца и на тие дечиња и треба социализација и на тие дечиња и треба нормален живот за нив како што имаме ние нормален живот. Ако општината, јас го кажувам тој пример, имаме спортски турнири за фудбал, за други работи, на нив треба да ја организираме некој вид на турнир за да може да се социализираат. Ни фалат делови за спорт, ние имаме игралишта, немаме спорт. Немаме ниту еден спортски клуб на Чучер Сандево. Немаме спортска сала во Чучер Сандево. Значи, во тој дел ни фалат. Ние канализациони мрежи, водоводи, асфалтирани улици имаме. Но за да биде полагоден, поубав животот, да младите ни останат што повеќе тука, ни фалат и овие работи. Пример, тримпатека за трчање, планинарење, велосипедизам, за нешто што не треба многу пари, треба само добра идеја и добри проекти за да се реализираат. Затоа ги повикувам сите на 2 ноември во вториот круг да гласаат за мене, бидејќи имаме сосема различна визија за функционирање на оваа општина. Мојата визија е да станеме најубавата општина за живот за Чучер Сандево во Скопје, бидејќи ако е за мене најубава, треба да биде и за другите најубава. Јас друга општина за да живеам нема. Таа ми е општината и во неа сакам да останам јас, моето семејство и моите 3 деца да живееме тука на територија на Чучер Сандево. Затоа и се кандидирав пред се.